Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. Од работник на нива преку градоначалник до премиер. Има доста добри резултати покажани во неговата работа, посебно за градот. На кој мајка, на кој маќа? Градоначалник, уствари најдобар воопшто со Струмици сега го има. Живот со успеси, обвинувања за криминал и разоткривање криминал. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Никогаш повеќе нема да се повтори тоа што и се случуваше на Македонија. Знаеме ли кој е Зоран Заев? Објавуваме што пишува во обвинението со кое 9 насилници од 27 април добија условни казни. Како за обвинителот Александар Марковски настаните во парламентот завршиле во 20 часот и 40 минути и се свеле на туркање ограда и буткање со полицијата. Преодната влада на Емил Димитриев склучила договори за меѓународно лобирање 20 дена пред декемвриските избори, а ги пријавила во Бирото за јавни набавки пред само 3 дена. Дали со народни пари се плаќани партиски лоби активности? Трагите повторно водат до Америка. Во најголемото езеро во Македонија, во 2011-та, не смеело да се лови охридска пастрамка помала од 40 сантиметри. Но откако езерото е дадено под концесија, владата ја намалила дозволената должина на 35 сантиметри. Не знам која институција научна ги дала согласност за да се донесат овие нови правилници и мислам дека потхитно треба да се коригираат. Гледајте не, ќе ја видите и новата саботажа. Почнуваме по кратка пауза. Ова е емисијата 360 степени. Како јавното обвинителство ги гледа настаните во собранието на 27 април, што ги виде целата јавност. 360 степени дојде до обвинителниот предлог кој беше основа за судењето на првата група од 9 насилници. Во него нема истепани пратеници, нема закани по живот, нема новинари. Во прес-салата на собранието има само толпа напаѓачи и двајца нападнати полициски службеници. Дали обвинителството свесно го крши начелото на легалитет или станува збор за поинаква стратегија? Александар Димитриевски. Група насилници на 27 април насилно влезе во собранието. Истепа пратеници, полицајци, новинари. Дел од истата група насилници на 23 мај слободно излезе од судот. За Македонија! Тие беа заводени од толпата, не сака никој да го оштат, да го повредат, има довлез да го призна кривично дело, што е за поздравување за целата јавност. Испадна фер луѓето си испризнаа вината и затоа беше санкцијата условна. Условната казна која досуди судот јавноста ја прими со неверување и со критики, бидејќи сите можеа да видат организиран упат и насилство врз пратениците и врз законодавниот дом. Но неколкумина потсетија дека не е важно што судијата видел во јавноста, туку што на судијата му дал да види обвинителот. Судијата не знае ништо за настанот, освен од доказите во предметот и од обвинението. Без разлика оно што сите гледавме на телевизија, меѓутоа во судницата судијата од претходните сознанија од медиум или на било кој начин не се повикува и он не знае. Што можел да види судијата од обвинителниот предлог против 9 360 степени дојде до документот во кој обвинителот Александар Марковски ги опишува настаните и делата што ги сториле обвинетите. Но тој опис, случајно или не, пропушта многу елементи кои се на увид на јавноста. Уште на почетокот, во обвинението се дава опис на настаните на критичниот ден почнувајќи од 18 часот и 40 минути. Но описот се однесува само на периодот до 20 часот и 40 минути. Иако според соопштението на МВР и преносот во живо на медиумите, евакуацијата заврши речиси 2 часа подоцна. Време во кое имаше бројни случувања во собранието. Понатаму во обвинението се вели дека сега веќе осудените прво ги пробиле полициските огради околу собранието. Дел од нив
се буткале со припадниците на ЕБР на различни влезови, при што суммина од нив успеале да влезат во објектот и отишле во прес-салата. Таму се думмина од обвинетите. Употребиле тупаници и клоци спрема оштетените службени лица, СТ и љј, од Оделот за заштита на определени личности и објекти, со што сакале да ги спречат во вршењето на службено дејствие на обезбедување на поранешниот министер за внатрешни работи. Описот завршува тука, при што се вели дека со овие дејствија обвинетите сториле кривично дело, учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие. Нема ниту збор за дело напад на службено лице или телесни повреди, иако во описот се вели дека обвинетите тепале со тупаници и со клоци. Но најмногу зачудува што не само што не се споменува нападот на пратениците, туку воопшто не се споменува дека во прес-центарот бил присутен некој друг, освен две оштетени службени лица и обвинетите. А снимките кои одеа во живо на речиси сите медиуми покажуваат дека целта беа токму одредени пратеници и дека тепаа и се закануваат токму дел од условно осудените. Ваквиот опис на настаните отвара повеќе дилеми. Зошто за јавниот обвинител настанот завршува во 20 часот и 40 минути? Зошто обвинението се сведува само на учество во толпа, кога и во самиот опис обвинетите се посочени дека директно извршуваат и други кривични дела, како насилство? За сите овие дилеми, 360 степени постави прашања до јавното обвинителство. Но одговор не добивме. Наспроти одлуката на обвинителството селективно да ги третира дејствијата на поединци на 27 април, е начелото на легалитет. Односно дека обвинителот е должен да постапи за кривични дела кои се гонат по службена должност секогаш кога се исполнети законските услови, без оглед на неговото уверување. ЗКП ги обврзува обвинителите да ги забележат конкретно од снимките или од допрен глас, испит на сведоци, собирање информации од граѓани кои биле на таа ноќ, за да имат целосен увид да имат white picture, целосен увид во настанот, за да подготват обвинителен акт или предлог. Дали во овој случај гледате дека е тоа задоволено или не? За овој случај е делумно задоволено, би рекол јас, бидејќи можеше да се обвинат обвинетите според моје мислење повеќе за други тешки кривични дела. Божиновски е воздржан во својот коментар бидејќи остава простор. Она што сега изгледа како замижување на обвинителството да е дел од нивна стратегија. Односно, дека обвинителството води повеќе расцепкани предмети при што е можно истите лица да бидат гонети во нови обвиненија за други, потешки кривични дела. Кој би бил вашиот коментар во ситуација доколку јавното обвинителство сепак не поднесе обвинителни акти или обвинителни предлози против овие лица за други потешки сторени кривични дела? Таа стратегија прво е нелегитимна, бидејќи овие истите лица, спомнати во обвинителниот предлог, а и мислам дека се познати општо на медиумите и општата јавност, се гледат на снимките во целото време траење на настаните. Така што со сигурност можам да тврдам дека не само што треба, туку и морат да бидат спомнати во други обвинителни акти или предлози, зависно од обвинителството што ќе поднесе. Бидејќи истите се гледат кај што вршат и други, не само тие, и други лица вршат други кривични дела, потешки кривични дела, со потешки последици, нормално. Ако обвинителството ги обвини овие лица за други дела, како што очекува Божиновски, праксата е првичната условна казна да влезе во крајната потенцијална затворска. Но дилемата дали против тие лица во моментов се водат и други постапки, повторно не враќа кај јавното обвинителство. А оттаму, за сега, нема одговори. Постапката со која преодната влада на Емил Димитриев во ноември минатата година склучила 2 договора за лобирање во странство, за што јави Балканската истражувачка мрежа БИРН на порталот Призма, била целосно нетранспарентна. И не само тоа, туку и незаконска, зашто се прекршени низа законски одредби.
Дали мотивите за вакво спроведување на процедурата стануваат појасни кога ќе се види дека трагите повторно водат кон САД и обид да се обезбеди контакт со новата администрација на Доналд Трамп? Дали тоа значи дека пари од државниот буџет се користени за партиски лоби активности? Владимир Мирчевски. Неколку елементи од двата договора за лобирање што предходната влада на Емил Димитриев ги склучила во ноември минатата година се во најмала рака проблематични. Договорите со Mercury International UK Limited и со Fleischmann Hillard Germany вредни 130.000 и 90.000 евра, подпишани на ист ден, 21 ноември 2016 година, Бирото за јавни набавки ги добива дури по 6 месеци, на 23 мај годинава. Законот за јавни набавки налага секој државен орган да достави информација за склучен договор за јавна набавка до Бирото најдоцна 30 дена по подпишувањето. Во овие случаи, договорите се доставени дури 180 дена по склучувањето, што е јасно кршење на законот. Парадоксот да биде поголем, договорите имале важност од 3 месеци, што значи дека тие стануваат достапни за јавноста дури 3 месеци по нивното истекување. Наспроти јасните законски одредби дека при ваков вид јавни набавки мора да се почитуваат принципите за еднаков третман на економските оператори, недискриминација, како и дека треба да се објави техничка спецификација за набавката, ништо од ова не е почитувано. Електронскиот систем за јавни набавки сигнализира дека за двата договора имало електронска аукција. Тоа го покажува ова знакче овде. Но, кога ќе се отвори во известувањето за склучените договори, во нив пишува нешто сосема друго, дека немало ниту електронска постапка, ниту пак електронска аукција. Нема ниту меѓународна објава, иако се барале компании за лобирање во странство. Всушност, нема никаков оглас, па нејасно е како за едната набавка се пријавиле 3 компании, а за другата една, како што се тврди во известувањето за склучените договори. Како се толерирани вакви пропусти во постапката и е замижано пред јасно кршење на законот? Сакавме да прашаме во Бирото за јавни набавки. На телефоните што ни ги посочија, никој не се јавува. Лицето што одговори на мобилниот телефон на директорот Александар Аргировски рече дека имаме грешка. А смеела ли воопшто предходната влада на Емил Димитриев задолжена за спроведување избори и техничко функционирање на институциите да склучува договори за лобирање? Техничката влада би требало да се бави и да реализира само технички работи. Јавните набавки подлежат на предвидени работи, значи предвидени инвестиции со буџетот на државата од претходната година. Услугите што ги бара државата околу ова набавка не подлежат на таков вид на набавка што би било неопходно да се склучат договорите. Дополнителен сомнеж за позадината на случајот отвора фактот што една од фирмите со кои владата на Димитриев склучува лоби договор, Mercury International UK Limited, е фирма ќерка на моќната вашингтонска лоби компанија Mercury, за која објавувавме индици за бизнис релации со ВМРО ДПМН. Конкретно, зад лондонската филијала стои врвот на американскиот Mercury, двајцата основачи Кирил Гончаренко и Кјеран Махони, кои пред 2 години ја отвораат канцеларијата во Британија. Токму Гончаренко се смета за заслужен за носењето на екс-американскиот амбасадор Адам Ерели во Mercury како лобист тешкаш. Ерели пак е познат на македонската јавност по текстот во која критикува работата на специјалното јавно обвинителство, токму во период на интензивни напади на ВМРО ДПМН врз тимот на Катица Јанева. Договорот на владата на Димитриев со лондонската Mercury е склучен нецели 2 недели по изборот на Доналд Трамп за американски претседател, а врските на ВМРО ДПМН со вашингтонската Mercury, како што известувавме, беа токму во насока да се дојде до некој високо позициониран член на новата американска администрација. Дали со народни пари од државниот буџет се плаќени партиски лоби активности и дали затоа целата постапка е истуркана, нетранспарентно и незаконски. Ова се дилемите што се наметнуваат од јавно достапните информации. Останете налсат и по новата пауза следуваат уште интересни содржини. Од работник на нива преку градоначалник до премиер. Има доста добри резултати покажани во неговата работа, посебно за градот. На кој мајка, на кој маќера? Градоначалник, уствари најдобар воопшто со Струмицата сега го има.
Живот со успеси, обвинувања за криминал и разоткривање криминал. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Никогаш повеќе нема да се повтори тоа што и се случуваше на Македонија. Знаеме ли кој е Зоран Заев? Во најголемото езеро во Македонија, во 2011-та, не смеело да се лови охридска пастрамка помала од 40 сантиметри. Но откако езерото е дадено под концесија, владата ја намалила дозволената должина на 35 сантиметри. Не знам која институција научна ги дава согласност за да се донесат овие нови правилници и мислам дека потхитно треба да се коригираат. И понатаму сте со 360 степени. За утре е закажана собраниската седница за избор на нова влада. До среда на полноќ таа би можела да го добие неопходното мнозинство, што би означило крај на една бурна политичка етапа, чии почетоци се по изборите во 2014-та, кои Зоран Заев и СДСМ не ги признаа. 3 години подоцна Заев е на чекор да стане премиер. Со оглед на бројноста, интересите и бизнис моќта на семејството Заеви го прашавме мандатарот. Можно ли е владењето на една фамилија да биде заменето со владење на друга фамилија? Славица Филиповска ве води низ приказната за Зоран Заев, чија животна врвица оди од Муртино преку Струмица до Скопје. Првите 4 години од животот ги поминува во струмичкото село Муртино. Се гради во економист и станува прв човек на Струмица во 3 мандати. Кој е мотивот за бизнисмен да почне да се занимава со политика? Живот исполнет со успеси, обвинувања за криминал и разоткривање криминал. Денес е на чекор од премиерското столче, што го плати и со крв. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Никогаш повеќе да не се повтори. Никогаш повеќе нема да се повтори тоа што и се случуваше на Македонија. Знаеме ли кој е Зоран Заев? Пластениците распослани низ нивјето во Муртино се основна екзистенција на овдешните жители, а опстанокот е главна тема на муабети пред кооперацијата во селото, од каде потекнува мандатарот за новата влада Зоран Заев. Политичките случувања им се добро познати на сите, но како по непишано правило, кога камерата ќе се вклучи, муабетот стивнува. Некој од вас дали очекувате промени од него? Што ќе му порачате? Од оние кои се охрабрија да зборуваат, слушнавме различни коментари за очекувањата од Зоран Заев. Што очекувате од него? Ова најдобро да биде. Очекувам од тоа од него. Инче загрузејам. Очекувате да тргнат работите на подобро или на полош? На полош. Зошто? Не знам. Вие, господин? Обидот за муабет го слушаше и роднина на Зоран Заев, кој е убеден дека неговиот внук од братучет ќе ја изведе земјата на подобар пат. Тој не придружуваше до куќата на Заеви, каде Зоран ги поминал првите 4 години од животот. Мајко му е од Муртино, татко му е од Муртино. Тука живеа, тука пораснаа. Мои се братучеди. Комшии тука живееме заедно. Како градоначалник доаѓаше да го посети селото? Идеше, да. Идеше често пати идеше. Ретко. Сега ретко може да се види тука. Многу добро дете, мислам, дете мирно, не парлаво, него. Так, јас така го знам. А и не само јас, сите го знаат како тоа. Јас не сум слушал некој да каже дека беше лош, направи това лошо. Слушаме само добри работи за него. Се насетуваше ли дека Зоран Заев ќе стане политичар? Јас бев убеден од това. Зошто? Некој како се понашаше, како настапуваше, верувах у него. Он тврдеше дека ќе е премиер и јас му верувах дека ќе е премиер. Од кога се појави таа желба кај него? Може да кажеме од кога стана председател на партија.
Зоран Заев е роден 1974 година. Основно и средно образование завршил во Струмица. Неговата класна раководителка од средношколските денови, Билјана Витанова, го опишува како одличен математичар. Во него гледав дека има некој капацитет, има потенцијал за математика. И тука му обраќав посебно внимание, ретко по некој така може писмена работа помала или поголема да биде соодветната, меѓутоа на крајот од учебната година секогаш успехот го завршуваше со одличен успех. Примерен ученик, ретко изостаноци, еве во некој дневник гледам ниеден изостанок нема, ниту оправдан, ниту неоправдан. Посебно амбициозен, трудолюбив, скромен, борец за правда. Во класот кој станеше некоја така гужва, секогаш он го делеше, мислам, така да кажам, најдебелиот крај, тоа што сакаше да го расчисти односот, да каже кој е прив, кој е прав и да поминат без казни, и едните и другите. Такви примери сме имале во секоја генерација, меѓутоа Зоки Заев се одвојуваше по оваа карактеристика негова. Заев дипломирал на економскиот факултет во Скопје во 1997 година. Љубовта од средношколските денови, Зорица, станува негова сопруга со која има 2 деца, Душко и Александра. Професионалната кариера ја гради во повеќе струмички предпријатија и семејни бизнеси, а во политиката посериозно влегува во 2003 година, како пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на СДСМ. Во 2005 првпат победува на изборите за градоначалник во Струмица, а во 2013 стигнува до третиот градоначалнички мандат. Во Струмица ретко кој го критикува неговото раководење со општината. Има доста добри резултати покажани во неговата работа, посебно за градот, за среденоста на паркот, сега тук сме нели во паркот. И така беше. На кој мајка, на кој маќа. Супер, најдобар. Градоначалник, уствари најдобар воопшто што Струмица до сега го има. Со изборот на Заев за пратеник на последните избори, функцијата градоначалник на Струмица привремено ја презеде неговиот сопартиец Костадин Костадинов. Општина Струмица генерално нема никаков проблем. Ниту во финансиски дел, ниту во поглед на вработување, ниту во делот на кадровски решенија кои што се однесуваат на општината. Костадинов ни открива дека Заев ја донирал сопствената плата. Тој ја примаше платата како личен доход, затоа што мора да ја прима, но буквално целата плата ја даваше на граѓаните кои што имаат потреба од било каква финансиска помош за било која цел. Сепак, политичката кариера на Заев не течеше без дамки. Политичките опоненти не пропуштаат шанса да се повикаат на неговите изјави за виткање на кичмата и за јадење живи луѓе. Во јули 2008 Заев заедно со 5 соработници уапсен поради сомнеж за злоупотреба на службената положба при изградба на трговскиот центар Глобал во Струмица. Тогашниот претседател Бранко Црвенковски го помилува и Заев е пуштен на слобода. Поречиси 3 години Врховниот суд донесува пресуда со која е утврдено дека изградбата на трговскиот центар била чиста. Во 2013 Заев застанува на чело на СДСМ, откако Црвенковски се повлекува поради лошиот изборен резултат на локалните избори. Не ги признава резултатите од парламентарните и претседателските избори во 2014 со што почнува политичката етапа која трае до денес. Во 2015 го објавува најголемиот скандал во историјата на независна Македонија. Во Македонија, само во период од неколку години се прислушувани над 20.000 граѓани. За оваа операција стојат Никола Груевски и неколку луѓе околу него. На низа пресконференции со објавување прислушувани разговори, Заев обелоденува сомнежи за сериозни злоупотреби од Груевски и неговите соработници. Додека се подготвува да ги објави бомбите, против него се отвара постапката пуч,
во која тој и уште 5 се товарат за насилство кон државните органи и уставниот поредок. Од сите осомничени, само Заев не е приведен. Подоцна специјалното јавно обвинителство го повлекува обвинението за пуч, со образложение дека обвинителниот акт е во спротивност со доказите што тие ги поседуваат, дека прислушувањето е наредено и реализирано во УБК, а не од странски служби. На вонредните парламентарни избори во декември 2016-та, Заев со СДСМ освојува 49 пратенички места. Иако има 2 мандата помалку од ВМРО ДПМН, Заев има поголем коалициски капацитет и шанси за формирање нова влада. Тоа подоцна и се потврди. Тој е вториот струмичанец по Борис Трајковски што ќе дојде на висока државна функција. Ова е споменикот на Борис Трајковски во градскиот парк во Струмица. Трајковски, кој загина трагично во 2004-та, ја водеше државата во тежок период и понесе голем товар за мировниот процес во 2001 година. И Заев доаѓа за премиер во време на поделено општество по многу основи, со големи очекувања на граѓаните кои бараат резултати во краток рок. Трагите од крвавиот четврток се уште се на неговото лице, а го побаравме да го прашаме кој е мотивот за еден бизнисмен да го изоди овој политички пат и дали вредеше. Моабетот и дома беше дека вака не може понатаму без разлика колку се успешни фирмите, колку тоа добро работат, колку се меѓународно признати во делот на своите производи. Нема среќа во едно семејство, исто така и кога се околу нас е несреќно. Но неспокојот што го наметна животот од времето во кое што живееме, веројатно беше причината да се впуштам во предизвикот за да се ја вратиме државата повторно во нормала. Дали може би владењето на една фамилија ќе се замени со владење на друга фамилија? Јас имам семејство со кое што се гордеам. Многу често и тоа беше цел на напад, на атак од моите политички опоненти. Ти ми помагаат многу во мојата политичка кариера, но никој од нив нема политички аспирации за било која функција. Нивните аспирации се навистина семејните фирми да растат, да имат уште повеќе вработени, да може да дадат уште поголема плата и нормално да си заработуваат профит кој што ќе ја зголеми таа проширена репродукција која што е нормална за секоја една приватна фирма, така да сигурно нема да биде една фамилија заменета со друга, од прости причини што ние ветивме одговорна власт. Дали ќе бидете достапни за судот во следниот период како премиер, бидејќи досега се случуваше на рочишта за случајот подкуп да бидете одсутен? Вака, јас сум бил само одсутен тогаш кога неопходно наслушно сум морал да бидам одсутен. Бев постојано на рочиштата и по предметот подкуп и по предметот пуч кој што се водеше, порано кој што веќе е затворен. Главен принцип на формирањето на нова влада е партиите кои што ќе учествуваат во новата влада да бидат пример дека законот важи еднакво за сите. Тоа е минимум шанса која што мораме да ја дадеме на враќањето на правната држава и правото во Република Македонија. Тоа значи дека политичарите од власта треба да одговарат еднакво како сите, доколку се огрешиле пред законот, па според мене и малку повеќе. Што очекуваат неговите струмичани од Заев како премиер? Ништо. Денес кажува така, утре вака. Значи не. Ништо не очекувам од него. Перфектен човек. Од друга страна, мислам дека е добар бизнисмен. Порано беше економиста. Јас очекувам дека Струмица, Македонија може само добро да добие никој лош. Ништо не очекувам. Зошто? Така. Се надевам ќе биде подобро за цела Република Македонија, за сите жители. Господ нека не помош на сите. И на нас кои сме тука и на тие што треба да го водат народот. Ова беше сторијата за Зоран Заев. Сега ќе одиме на уште една кратка пауза, а по неа се сторијата за односот на државата кон рибниот фонд, наспроти интересите на концесионерите на езерата, а потоа и саботажата. Останете на овој канал.
Истражувањето на 360 степени открива тренд на намалување на големината на рибите дозволени за улов во последните години. Оваа тенденција се совпаѓа со периодот кога езерата на управување ги добија концесионери. А кога рибите се ловат пред да почнат да се мрестат, тоа го загрозува опстанокот на тој вид риба. Каде завршува грижата на државата, каде започнува интересот на концесионерите? Каде во оваа приказна се рекреативните риболовци? Петар Клинчарски. Дојран. Замрениот град на југот ја очекува сезоната за да заживее неговото крајбрежје. На неколку чекори од езерото чека и Дедо Љубе, но не туристи, туку риби. Јас сум риболовец 50 години. Секоја се доаѓам тука и си ловам риби. Значи, са вајлек излезам, ќе ловам 2-3 кила и се враќам. Поручек пак ќе одам, пак 2-3 кила, пак се враќам. За да лови риба, Дедо Љубе мора да плати за дневна, месечна или годишна дозвола, бидејќи со езерото управува концесионер. Не се жали на цената, но би сакал подобро да се управува со рибниот фонд. Мора секој езеро да има биолог, специјалист за риби. Специјално, значи, биолог за риби. Имаш, нели, кардиолог, имаш оно, да биолог, што стварно му е специјално за риби, тоа да го има. И он со чамет секој дневно треба да шета во езерото, да влегува. Да фати рибче, ќе го исече, ќе види икрато до кај му е како. Рибниот фонд, колку се изловува со мрежи, како се изловуваат, тие концесионерот, тој нормално заедно со концесионерот треба да работи. Кој ќе изловат риби, да видат некоја риба болна од мрежата, кој ќе се извади, да види, да исече, да види што е како. Треба да има човек што ќе го прати тоа. Управувањето со рибата, и тоа не само на Дојранското, туку и на Преспанското и Охридското езеро, е доделено на концесионери од 2012 година. Тие имаат ексклузивно право на стопански риболов на езерото, за кое добиле дозвола и смеат да им наплаќаат на рекреативните риболовци. За возврат, концесионерот плаќа годишен надомест на државата и прави инспекции против рибократците. Процесот на избор на концесионер го води Министерството за земјоделство, а владата дополнително ги пропишува правилата за заштита на рибниот фонд. Можеби најважниот правилник е оној кој пропишува која е минималната големина на рибите што концесионерот или риболовците смеат да ги уловат. 360 степени ги анализираше сите измени на овој документ и дојде до изненадувачки заклучок. Например, во најголемото езеро во Македонија во 2011-та не смеело да се лови охридска пастрамка помала од 40 сантиметри, но откако езерото е дадено под концесија, владата ја намалила дозволената должина на 35 сантиметри. Тоа значи дека на тамошниот концесионер владата му излегла во пресрет и му го зголемила потенцијалниот плен што смее да го лови, и тоа не само за пастрамката. Слично и во Преспа, меѓу најзастапените риби е и скобустот. Тој во правилникот од 2011 година не смее да се лови по 25 сантиметри, но во последните измени од годинава тој е дозволен за улов 5 сантиметри помал. Во Дојран пак, за 6 години е намалена дозволената големина за лов на повеќе риби, меѓу кои на црвеноперката. Ако во 2011-та смеело да се ловат само парчиња поголеми од 20 сантиметри, откако езерото е дадено под концесија, минималната должина е спуштена на 17 сантиметри, и тоа со последните измени на правилникот од 2017-та. Риболовецот Радован Димитриевски, кој е и водител на емисија за риболов, вели дека е тажно што во Македонија димензиите на уловените риби се намалуваат, а секаде во светот се зголемуваат, особено за стопанскиот риболов. Загрижен е дека со последниот правилник ќе му се нанесе огромна штета на рибниот фонд. Конкретно за Дојран дека црвеноперката според литературата жинката достигнува полова зрелост
некаде од 15 до 18 сантиметри, тоа значи дека нема ниту еднаш да се измрести пред да уловат со мрежи. Така да посхитно не знам која институција научно ги дала согласност за да се донесат овие нови правилници и мислам дека посхитно треба да се коригираат. 360 степени се обрати со неколку прашања до Министерството за земјоделство. Зошто за 6 години се намалила минималната големина дозволена за улов на дури 4 видови на риба, на трите најголеми природни езера во Македонија. Но оттаму не добивме одговор. Дека на темата има внатрешен судир на ставови во самите институции, покажуваат риболовните основи за природните езера. И тој документ, како и правилникот за големината на риба што смее да се лови, го изготвува Министерството за земјоделство. Па сепак, во риболовната основа 2011-2016 година за Охридското езеро, пастрмката не смее да се лови помала од 40 сантиметри, иако во правилникот за тој период се пропишува големината да може да биде намалена за 5 сантиметри. Разликата е евидентна и кај дозволената големина за Охридската белвица. Во риболовната основа стои бројка од 20 сантиметри под која не смее да се лови, а во истиот тој правилник е за 3 сантиметри помала. Прашањето кое се наметнува е по кои документи ловат концесионерите, а и рекреативните риболовци. Не се воопшто координирани, така не се ни синхронизирани, затоа подхитно тоа мора да се смени и новите риболовни основи што се 2017-2022 мора да се согласат согласно овој правилник. Па сепак, и покрај намалените димензии на рибите и потенцијално поголемиот плен, концесионерот во Дојран, например, пријавува далеку помал улов од она што му е дозволено. И јас не сум обврзан да ги уловам тие дозволени количини на риба од езерото. Со тоа што не се ловат дозволените количини на риба од моја страна е добро за езерото, затоа што се збогатува неговиот рибен фонд. Јас ловам риба онолку колку што има потреба на дневна побарувачка на пазарот. Рибата во Дојран се продава исклучиво свежа и затоа не се ловат во поголеми количини, истите да не бидат смрзнати и потоа да се нудат за продажба. Но зад камерите газдите на рестораните се жалат дека имаат поголема побарувачка од понудата на концесионерот. Неретко, поради недостиг на автохтон краб или затоа што им е поскап, на гостите им нудат краб донесен од рибниците во Кавадарци, град на 80 километри од далеченост, иако објектите се на самото езеро. Од гледна точка на угостителите, или концесионерот нема доволен капацитет да ја врши работата што му е доверена, или пак во езерото нема доволно од рибата што најмногу е барана. Според Златко Талевски, кој е и риболовец и долгогодишен известувач на УХМР, проблемот, вели, барем во Дојран, е во капацитетот на концесионерот. Барем, што икаме, минималните услови да ги исполни, а не само земја, 2 дена биде концесионер, третиот ден настака. Тоа е мал улов, према таа превишени количините на риба што се. Тоа што концесионерот не располага со поголема количина на вработени чамци, прибор за ловење, да речем. Ипак, со тие чамци толку вработени, уловот му е добар. А се надам се дека ќе прошири, направи уште чамци, ќе вработи уште луѓе, со големи риболовот. Дури и со различните ставови и сомнежите за злоупотреби со моделот според кој езерската риба ја управуваат концесионери, на терени на хартија се гледа обид за некаква регулација. Но според водителот Радован Димитриевски, не смее да се заборави дека рибите не живеат само во езерата. Во овој нов правилник дури е катастрофално и тоа што не е забележена белата мрена која е присутна на Вардари во сите наши реки, општо не е предвидена која е најмала дозволена големина за лов, така да рибарите може да прават масакар. Тоа е за капски риболов. Страста на дедо Љубе пак не оди подалеку од Дојран. Кога процесот на размножувањето ќе се овозможи да биде идеален, ќе нема губитоци, ќе биде риболовниот фонд зголемен, секогаш ќе биде зголемен. Од време на време може да се дотори, да се со мали рибчиња, крапчиња,
да се пориби, да се мала се реновира, ама риба, самата риба си има мајки своји што се грижат, они се пуштаат икри. Сега ако ќе пусти една риба икри, тие не можат сите да се исплодат. Дедо Љубе останува да ги чека рибите покрај езерото. Дојранчани пак ќе ги чекаат туристите. Сите се надеваат дека ќе има доволно риба на трапезите за гостите. Во емисијата вечерва наред е саботажата на Сречко Поповски. Да ја видиме. Навидум чудната позиција на Беса, од каде за приговорите за изборите беа заборавиле да испратат свој овластен представник во ДИК. Станува необична кога тие одбиваат да парафираат декларацијата во Македонија, па по нивно инсистирање се заминува за Тирана. Целосно симптоматичната улога ескалира по пењето на химната, пошто следи скандалозното бегство од собранието. За целосно да биде компрометирана, откако се потврди шпекулацијата, дека се консултираат со советниците на Никола Груевски. Не е тоа нешто што е тајно или што е Мога кажат нешто ова што мислење? треба да се крие. Ова што кажуват, оваа позиција ваша? Не. Ние за друго зборим. Но во секој случај мене ми годи тоа, знаеш како некоја звезда музичка. Тоа селебрити чувство е погрешно бидејќи таа звезда само емитува светлина од чии оција се гледаат контурите на идната, вистинска звезда на политичкото небо на опозицијата. Посакуваниот партнер на изолираниот кому почнува да му се дава специфичен третман, токму од јавните поддржувачи на ВМРО ДПМН. Па од анахрона структура, тие стануваат содружни, од кои се очекува да постапува со расудување. Според мене, шансите за, ако разумот го прашуваат Беса и ако политичката логика ја следат, не треба да учествуваат. А спроти определбата на Беса, помалите партии од кампусот кој 11 години доминира со животот на Македонија, почнуваат да фаќаат приклучок надевајќи се дека навиката постојано да се партиципира во власта, треба и натаму да се негува. Токму за сличните, оние без став, својот гнев не многу одамна го искаже и новиот, акламативно избран лидер на една од нив. Сакам да им порачам на оние кои што немаат кичма, оние полтрончиња, оние лазачи, климачи на глава и така натаму. Тие сега мислат дека лесно може да не преварат, ама народот рекол волкот ја менја тлаката, ама карактерот никој пат не го менја. Токму оние што тврдеа дека никогаш не го свиткале рбетот, изгледа дека не биле добро чуени, па нивните верни соработници. Како тогаш, така и од нигде никаде и сега ја повторуваат истата мантра, со која потврдуваат дека представата за него и не е таква каква што се креира во јавноста. А тој не би можел да биде комотен во таа позиција, затоа што еднаш веќе го направил тоа за што ги обвинува другите дека ќе го сторат. Се договорија во Букуреш на самитот 2008 да биде признаена Република Македонија под референцата Република Македонија во Заград Скопје, се казва. Кој се договори? Буш? Па не знам, важно се вртеа такви муабети. Мислам дека сите се договори. А и домашните, да. Да, затоа што отидоа заедно, нели, Бранко Црвенковски и Груевски и цели тимови, министерот за надворешни работи, тогаш Антонио мислам беше да. И на крајот, уште еден невообичаен повик за потребата конечно да се осветли сечија улога изминатите години. Кога ќе падне режимот, зошто, дали и зошто е битно да се знае вистината реална за минатото. Патиме од тоа. Македонија пати од лаги и од лажни пророци. Само соочување со нив и со ефектите што ги предизвикале, ќе ослободи сегашноста за иднината. Горди сме на наградите за истражувачко новинарство од Европската Унија што ги добија тројца членови на нашиот тим. Александар Димитриевски за истражување објавено на Призма и Зоран Јовановски и Славица Филиповска за стори објавени во оваа емисија. Тие се подстрек да продолжиме да го унапредуваме она што го работиме.
Благодарам што бевте со нас и вечерва. Следува емисијата Про Спортс. Ке се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!